И сега кога веќе зборуваме за возењето и циркулирањето низ сообраќај, почесто во овие наши утрински будења, кога се поврзуваме со нашите соговорници, за оние кои што излегуваат малку порано од дома, веќе се во своите автомобили. Се разбира, не во возење и комуницирање, туку некаде на некој соодветен паркинг, каде што може да се поврземе и малку да позборуваме. А искрено сме благодарни за тоа, заради тоа што доколку имаме малку како рековме, зафатено, па некогаш и похаотично утро, особено кога е врнежливо и ретко кога може да се издвои време, но Никола Попович Ниџо за утринска секогаш е тука и му благодариме за тоа. Висме од се срце благодариме. Ниџо, добро утро. Од студио директно до твојот автомобил те поздравува целата екипа. Добро утро. Се надеваме слушате? Одлично те слушаме, одлично. Да, и рековме со Ивана, висне ќе ти заблагодариме што периодов остануваш баш така да кажам и за нас отворен за и во овие утрински будења и покрај знаејќи дека имаш редовни можеби бројни обврски со семејството, па и со работата. Успеваш утрово повторно да бидеш со нас на фреквенција на Телма. Видиме со Марко кога легнуваш, кога стануваш, знае ли колку часа спиеш? Вие сте секогаш одлично друштво, така да секогаш наоѓам време за вас. Искрено, периодов некако ми е многу убав, па и тие обврски некако, знаеш, ги занемарувам, не ги гледам како премногу големи обврски. Искрено, не спиам многу, мислам дека спиам околу 6 часа максимум. Мислам дека треба многу повеќе да спиам, меѓутоа, знаеш како со сите обврски, некако на крајот на денот сакаш да си најдеш време за себе, да изгледаш некој филм, некоја серија, не знам, да се подружиме со сопругата, да си раскажеме како ни поминал денот, бидејќи нели детето си сака и занимација и играње, па често попладнето го поминуваме најчесто и со нејзе. Периодов малку почесто се дружиме со нејзе, еве не иде во градинка како секој нормален македонски пар, што може да си дозволи баба и дедо да ја чува. Пред да одиме на зимување си ја чуваме дома, да речем во стаклено ѕвоно. Па така да тие обврски малку со градинката ни се намалија, некако имаме поише време за себе. Работата тука си останува, работните обврски ме чекаат во текот на денот, нели да си бидат исполнети и така. Ова ти е вообичаено веројатно стартот на работното време, Ниџо? Па да. Повеќе сум и на терен, меѓутоа некако знаеш како кога стануваш секој утро во исто време, неколку години поред веќе си програмиран телото, не знам, да ти функционира на тој начин што мора да ти почне денот, да речеме од 7, од 8 часот. Така да и да не сум на работа, обично станувам тоа време, ја будам сопругата, кафе, да се расониме и така. Така, Ниџо, потполно се разбираме кога зборуваме за сите други задоволства или работи кои што сакаме да ги имаме во текот на денот, некако го минусираме времето за спиење и ни се намалува, но тоа е еден биоритм кој што секој од нас го создава и се учи така да функционира. Се додека тоа е продуктивно во текот на денот и се разбира носи резултати. А кај тебе тоа е докажано ако зборуваме и за стендап комедиите на кои што се поголем број публика присуствува и не само што присуствува, туку и добро знаеш да ја насмееш и секогаш има инспирација за добри теми и за многу смеење. На 25 јануари, поточно денеска сме 27, значи завчера, ти беше стендап комедијата. Како помина и колку си задоволен од одзивот? Помина одлично, реално ги надмина моите очекувања. Обично гледам секоја вечер да ми биде без очекувања за нели, да не знам, да бидам позитивно изненаден, не знам, да не се разочарам премногу ако не помине кој што треба, меѓутоа оваа вечер помина фантастично. Добив премногу позитивни коментари, имаше многу луѓе. Повеќето од нив веќе и биле на моите претходни стендап настапи и некако имаа коментар дека оваа вечер била посебна, дека материјалот бил фантастичен и дека ова треба да го повториме на минимум 20 вечери. Така да премногу сум задоволен како помина вечерта, веќе закажав и реприза на 22 февруари, така да ве поканувам повторно доколку сте слободни и вие и целата екипа. Да, јас Тетка Маре и останатите македонштини е работниот наслов на ова стендап твоја можеби сега се надеваме патувачка приказна годинава, бидејќи
нели говоревме пред извесен период дека се надеваш како што и минатата година посети можеби Охрид и други градови, дека и годинава ќе имаш прилика да го споделиш тоа можеби со остатокот од македонските фанови и биди свесен дека ова што неверојатно сте си поминале со твојата публика е и твојот на некој начин влог во се она што го правиш покрај редовните обрски кои што ги имаш, бидејќи денес вистина ќе се сложиме дека не постои поголем благослов да се ја сакате работата, а оттаму да ги можеби користите тие овошки, да ги јадете овошките од вашата работа што вистина внесувате труд и љубов. Па мислам дека тоа што си го доживеал на 25 е всушност тоа. Користење на твојот животен потенцијал да пред се насмееш публиката и да бидеш во служба на другите, тоа е да му дадеш на човек насмевка. Што повеќе од тоа? Апсолутно. Апсолутно. Мислам дека знаеш како секогаш влагаме без очекување во вечерта и не знам и како ќе се заврши, кои ќе бидат реакциите, меѓутоа кога ќе ти пристапат луѓето на крајот на вечерта да се сликаат со тебе, да ти дадат толку позитивни коментари, да споделат слики со тебе, мислам дека нема поубаво од тоа. Не знам, некои 2-3 позитивни коментари ми вредат за целата вечер, за цел тој труд, не знам, изминативе година и пол што ги работам, така да нема поубаво тоа кога ќе видиш насмеани лица дека си одат задоволни од вечерта, а таа вечер беше буквално погодена од секој аспект. Да, што е уште една потврда дека си на вистинскиот пат во она што го правиш и го правиш искрено од срце. Ние за тоа сме зборували кога си бил наш гостин, секогаш разговорите достапни на нашата YouTube страна за оние кои што ќе сакаат да погледнат, а во овие минути и она која го спомена, веројатно самата публика ти ја дава дополнително енергијата и мотивацијата да продолжиш понатаму и се разбира како велиме една сила во секојдневието, но на секој му е потребен одмор, а спомена дека наскоро и ќе одите фамилиарно на зимување. Ова е еден таков период кој што многумина го користат за зимување и некако одбираат различни зимски дестинации. Па еве ќе го искористиме овој наш разговор или утринското будење да прашаме каде ќе одите и ете на тој начин веројатно и малку одмор и за тебе, Нидо. Да, па види, пред 2-3 години, не знам, цел живот имав желба да почнам со скијање, со бордање, со такви активности. Сепак сме растени во едно општество, не знам, нашите се бореле колку што можеле, меѓутоа нели толку биле силите и не можеле баш се да ни дозволат. Сепак не израснале вакви какви што сме успешни. Меѓутоа последниве 2-3 години си дозволуваме на недела да отидеме на скијање, конкретно сега ќе одиме во Бугарија. Така сакам и ќерка ми која сега наполни 3 години за прв пат да видам дали не знам ќе се залјуби можеби во зимските спортови, бидејќи јас таа желба се исполнив на мои 30 години и стварно е многу убава активност, малку бегање од секојдневие, малку адреналин. Така да следнава недела 6-7 дена си ги земам малку за себе, малку да си одморам главата, можеби креативно да одморам, но и да соберам нов материјал. Да, одлично. Тоа е тоа кое што ни е потребно, а се разбира и е добре дојдено, особено кога зборуваме за разбистрување на умот и еден нов бран на креативност. Ништо ќе ти благодариме што во утро се вклучи во утринска на Телма за утринското будење и малку да позборуваме како помина и овој стендап на почетокот на годината, да го најавиме следниот како што и спомена. 22 февруари, повторно претпоставуваме дека во јавна соба. Така е, повторно паблик рум, да. Супер. Ќе бидеме на линија повторно да потсетиме секако оние кои што гледаат утринска и кои што те следат да си набават навреме билети за вториот стендап годинава за тебе. Добар пат до твојата работа, безбедно како и секој пат и се слушаме повторно за скоро. Фала ви екипа, поздрав, благодарам уште една што ми имавте во живо, поздрав до вашите гледачи, ви посакувам убаво утро.